Два пати неделно по 90 минути дел од украинските бегалци во Северна Македонија посетуваат бесплатни курсеви по македонски јазик на Црвениот крст. Покрај тоа што се прилагодуваат на овдешниот живот, тие го учат и локалниот јазик со цел полесна интеграција во македонското општество. Професорката Анета Ѓорѓиевска-Наковска вели дека поголем дел од нив одлично го разбираат јазикот, но има и такви кои веќе одлично зборуваат. Едноставно сакаат да бидат разбрани и да разбираат што им се зборува, да можат да функционираат во секојдневниот живот што подобро. Имавме 3 групи, кои што почетна група, средно ниво и продолжително ниво. Нели ги одбираме луѓето како го знаат јазикот. За оние кои живеат во другите градови се организираат онлайн курсеви. Од околу 120 ученици најмладиот има само 5 години, а највозрастниот 72. Како луѓе се прекрасни, добри, имаат голем интерес за изучување, интелигентни, брзо го совладуваат и исто така многу дисциплинирани, голема желба, пишуваат и домашни задачи, што не е јасно се јавуваат, бараат да гледаат македонски филмови, да слушаат македонска музика, за што побрзо да го научат македонскиот јазик. Но за овие луѓе и нивните деца се организираат и работилници со психолози со цел полесно и побрзо надминување на траумите кои врз нив ги оставила војната. Децата секогаш има една весела атмосфера и тие поинаку ја прифаќаат реалноста и капацитетот за адаптација е многу поголем. Моментот е тука што посебно во оваа средина во која што сме сега и тука, на некој начин пробуваме да ги одвлечеме од се, но и да им дадеме едно чувство на припадност. Но травмите некогаш на површина излегуваат многу подоцна, објаснува Дуковски, затоа особено со најмладите се работи на најразлични вежби. Ние правиме развојни вежби со кои што претежно се вклучуваат моторичките функции од типот на движења, анимацијски вежби со провнување, вежби со музика, која што исто така многу добро придонесува за детскиот развој. Не правиме тестирања, нити пак нешто што е претерано мисловно или когнитивно, се со цел да на еден по-опуштен начин децата дојдат до мир, добра благосостојба, припадност, дружење, пријателување и да имаат она размена со која што прават да се чувствуваат сигурни. За Анета, работата со овие луѓе е големо искуство за неа. Вели дека нивна најголема желба е да се вратат во својата татковина, но има и такви кои сакаат да останат во земјата. Едноставно се пронашле во оваа наша мала средина, некако им е се достапно, се поблиску, за разлика од Украина, еден Киев може би има 4 милиони жители, а нашата Македонија е само 2 милиони жители. И многу се задоволни од гостопримството на македонскиот народ. Ова е само еден од начините на кои им се помага на украинските бегалци. Преку Црвен крст се спроведуваат и најразлични други активности, како што се правна, медицинска и хуманитарна помош и асистенција и комплетно адаптирани програми наменети за нив. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.